Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Да ве потсетам сите вас кои што го гледате ова и кои што ви се допаѓа да стиснете лайк и сабскрајб, затоа што тоа нас многу ни значи. Добро вечер, драги мои. Уште една среда, уште еден почеток на најдобриот естраден магазин Старс. Јас и мојот тим денес сме многу добро расположени затоа што во студиото преовладува и како позитивна енергија. Што тоа значи? Тоа значи дека денешни наши гости се Андријана Петрушовска, Срđan Слепчевик и Жарко Јовановик. Ве молам еден огромен аплауз. Јас мислам дека може еден аплауз и за мене, затоа што по толку вежбање конечно го погодив презимето. Да. Првично да ви посакам топло добре дојде една млада дама и двајца прекрасни фраери ни го красат вечерашното студио. Секако би започнала првично од дамата. Андријанче, ти некако од ден во ден се повеќе и повеќе блескаш. Што е причина, кажи ми, која е причината за твојата насмевка? За прекрасните зборови. Исто така изгледаш и ти прекрасно. Благодарам. Секој пат ме воодушевуваш. Секогаш си насмејана и позитивна, тоа е баш супер. Тоа што јас блескам и сум насмејана се должи на што се должи. На кој можеби? Искрено на самата себе си. Срđan, би сакала да продолжам со тебе, затоа што Срđan, за сите вие кои што не го знаете, ни доаѓа директно од нашето соседство. Можам да кажам дека е еден од најдобрите стендап комичари во регионот, некако полека, но сигурно успева да ја придобие и Македонија и мислам дека одлично му оди тоа, заради тоа што има добра харизма, добар смисол за хумор, барем колку што можев да го запознам пред снимањето. Срđan, сега вака. Да би можел сега да се представиш на гледачите во рап верзија. Како би звучало тоа? Из Куманова дошли, добро smo prošli, Žarko i ja sa dvoje kolima. Ja sam Srđan Slijepčević u emisiji Stars. Prvo smo ovde, a posle granica je Mars. Браво, браво, браво. Ова беше повеќе да ритам и рима, не беше толку во рап Ali tu je верзија, negde. но тука беше Obratio некаде. sam pažnju malo da ne Значи ispadam од iz тука teksta. директно на Марс заминуваш? Да не ги збуниме гледачите? Nema Мислам, šta тоа беше mora. представување. Mora da idemo što više može da se Па добро. Дојдовме и до нашиот Жарко, Жаре ти дојде редот, значи покрај стендапот, мислам дека на сите добро ни е познат и по тоа што многу добро имитира јавни личности. Еве сега, Жарко, јас би сакала да им се обратиш на сите гледачи кои што не гледаат во моментов и да им се заблагодариш за тоа што не гледаат согласна, еве одбери ти кој сакаш, ама да биде некој функционер. Функционер? Да. Висок функционер? Висок функционер, некој од повисоките, ако може, највисок. Највисок. Може, као некој председател да кажеме. Ајде, може. Да речеме, можеме као бившиот председател на нашата држава. Да не ја спомнувам, нели, името. Можам како него да посакам добре дојде на сите овие личности одека што се присутни. На девојчето што било на Звездена Гранда, тоа е успех, нели, да кажеме. И еве, Срđan Слепчевик, така сакаме ние да внесеме малку српска естрада на нашето поднебје. И така да ги поздравам сите гледачи, иако ја сега малку одмарам, во пензија сум да речеме, ви посакувам пријатно дружење со Старс. Браво, браво, браво. Мислам дека сите си останавте доследни на задачите, сите одлично си одговоривте. Убаво се расположивме, убаво ни тргна емисијата. Сега повторно се враќам кон Срđan. Срđan, ти си ни тука дојден веќе неколку дена во Македонија со цел да, мислам, имаш настапи ширум нашата земја. И тоа со еден интересен наслов, 30 и кусур. 30 и кусур на што мислиш? На сантиметри, на милиметри, на години, на литри? Nije na santimetri, to nije sigurno. Na godine. Na godine. Da, na godine. Nešto sam se vratio, pošto ovo je moja druga predstava koju sam napisao i s kojom radim taj stand-up. I vraćam se neko na to kako je sada sa ovih 30 i nešto godina, ali kako je bilo to nekad kad smo bili malo mlađi. Uglavnom se to prepliće
30 и kusur sa svim ostalim, tako da... Ама може да бидат и другите, гледаш, вака кога ќе подразмислиш, може на многу начини да се свати. Može, da. Ali dobro, baš na centimetre teško. Ne ulivam ja baš toliko poverenja. Срđан, еве, кога веќе ги спомена годините, кажи ми ни сите овие години, што имаш научено? Што е оно што сакаш да го правиш, што е оно што не сакаш да го правиш? Pa naučeno mislim da je otvorenost prema ljudima i što taj neki bliži odnos sa ljudima, na primjer kroz same nastupe, što više pustiš ljude da ti priđu, ti više priđeš njima bolje i lakše i odnos onako, bolje se atmosfera napravi, ali nešto šta ne bih pravio, pa ne bih pravio od sebe nikada nešto baš preterano što nisam. Uvijek je nekako kao evo to je što je, pa sad nekome se svidi, nekome se ne svidi, normalno, ne može svima da se svidi i to je sasvim normalna stvar. I tako da i za sada to ide dobro. Vidjet ćemo sad u nekom narednom periodu kako će to sve ide, ali za sada je odlično. Како збориш вака? Некој ми кажа дека имаш некако како глас за на радио. Се согласувате ли со мене? Да, нели? Прави бајак. Па ќе те земеме тогаш да тука да ни ги кажуваш тие најавните шпици што ни се фурш па ни Zato се sam ja i došao, što trenutno između poslova, pa ako može negde da uradim neku najavu, nešto honorarno, nikakav problem. Па добро, зашто да не парички на кој не му се добро дојдени. Нема таков човек. Така е. Може, наравно. Жарко, кога стана збор за годините, јас би те прашала, што е најбизарната работа што ја правиш секојдневно? Најбизарна работа. Ви кажав дека имам малку подруги прашања од оние што сте навикнати веќе да Да, одговарате, така да затоа сте збунети, ама ако. Бизарни, па... Не знам, тоа што го правам секој ден више ми е бизарно. Јас имам милион текстови кои што треба да ги учам, што за театар, што за стендап. Више ги почнам да ги мешам од една представа, викам се, ова ли представа беше или друга, знаеш, некогаш. И така, иначе... Значи ти секојдневно ги мешаш текстовите, така? Па да, ма некогаш па не е лошо да ги измешаш малку, што да не. Што да измешаш? Само текстовите? Да, текстовите, знаеш, некогаш може биде интересно да се снајдеш во моментот што како. Импров е многу битен, како што кажа. Океј. Сега за Андријанче имам вака. Која ти е најголемата страст или желба што сакаш да ја оствариш во животот? Најголемата страст и желба. Па имам многу желби, но еве ајде бидејќи јас сум во таа професија, па би сакала, но мојата најголема желба е да остварам хит. Се надевам наскоро. Така да дефинитивно тоа би го кажала како најголема страст и желба. Мислам дека темите на стендап шоуа генерално се за политика, фамилиарни односи, емотивни врски. Сега тука ќе ги зборуваме неуспешните врски. Сите се пронаоѓаат тука и мислам дека проблематиката буквално секој ќе го допре. Na primjer, ajde okej. Ja ne radim uopšte, na primjer, temu politike, ne radim temu vere, jer te dve teme nisu bliske, onda nemam šta tu da pričam o tome, da pametujem. Uglavnom kod mene se bazira na neki muško-ženski odnosi, neke stvari kroz porodicu, kroz odrastanje pa do sada. Ali mislim da što iskrenije kreneš i ako stvarno pričaš o nečemu šta si prošao, od toga napraviš onu smešnu stranu svega, ljudi će da ti veruju. Ako sedneš tako izmišljaš, ne znam, znači sad ću ja da napravim najbolji tekst o nečemu što niko nikada nije doživeo ili to može biti malo smešno, ali neće to preterano da mrdne ljude. Mora da se poistovete sa tobom i da kad gledaju da kažu pa daj meni se to desilo. А на која проблематика еве вака луѓето најмногу реагираат? Na muško-ženski odnos. Ама на која? За што пример? Еве, за не знам... Može bez, evo ja sam sad nešto u ovoj novoj predstavi, imam te neki, počeo sam da živim sa devojkom i onda taj period kad krene kako sve to prilagođavanje, kakve su promene, kolika je promena na muškarcu, pa sve treba da uradiš, da se prilagodiš. I to su svi prošli. I automatski oni svi kao, pa da, ja sam to isto tako morao i onda to ide tako jedno za drugo. Jedno uz drugo ide dobro. I nema tu preterano glume. Ja niti znam da glumim ništa, ja izađem pa pričam ono što mi jeste, iznosim to kako znam, ali ja, na primjer, dosta volim da pričam sa publikom na svojim nastupima. Nekad je to i 30% ili 40% nastupa ode u druženje sa publikom, da se upoznam sa njima, pa ih pitam nešto, pa oni odgovore. Jer volim to snalaženje u trenutku, ta improvizacija, jer nikad ne znam šta će oni da ti kažu. I onda, ko će kako da se snađi, tu se opet napravi ta neka bliskost. Tako da nije, spremno je 80-90% i onih 10 do 15% puštam pa u koju stranu ode. Ne ode to uvek u nešto vrhunski, ali uvek bude to zabavno, tako da... Probaj ги некогаш да израпуваат 100%, ќе се снајдат добро во тоа. Да, sad ću morati to da vežbam, da, jasno. Жарко, ти како се снаоѓаш? Кажи ми, ти глумиш?
Главиш? Па почесто јас ги правам настапите као представа, да кажем. Значи јас за разлика од него, кога играм нешто, јас цело време сум внатре во таа материја и, на пример, играм некој лик и сега контактот, сакам да кажем, со публиката е сведен на минимум, затоа што јас ги правам како представи, да кажем, тие настапи. И кога сум имитирал, само ги менувам ликовите, сега поминувам од еден во друг. И така, за разлика, еве што кажа Срѓан, дека него интересира политика толку. Ја, например, па сум познат по тоа што сите настапи ми биле со имитации на политичари за таа дневно политичка сатира. Тоа некогаш, мислам, од секогаш ме интересирало, такви работи. Инаку, да, сега планирам и некои други текстови, да биде нешто со нормални, секојдневни теми, она што не обкружува, затоа што најсмешни работи се оние што ги приметуваме секој ден, ама некој кој ќе ги освести дека така кажеш да, така е. Андријанче, ќе продолжиме и со тебе, затоа што иако не си стендап комичар, си човек кој настапува пред огромен број луѓе, па сега би те прашала која е твојата комуникација со публиката? Како ти ја доживуваш целата таа публика? Што треба да ти даде и што треба да ја дадеш за да може да направи една експлозија од настап, баш како што го направи концертот одма после Звездите на Гранд во Драчево. Тоа беше, не знам, феноменално. Да, ти беше водителка и посебно ми беше чест што беше така, што беше дел од сето тоа. Во главном, најважно нешто е енергијата, значи, јас тоа го кажувам. Буквално, јас одам на настап, пеам 2 сати, 2 и 15, 20, зависи. Јас после тоа не можам да функционирам, затоа што 2 сати јас сум се дала толку многу да црпиш толку енергија. Па луѓето, енергијата едноставно сум ми Да. Добро, малку што има врска Каде да ви се вас насмееме. паметот? Да се насмееме малку. Така да најважно е со публиката да ја споделиш енергијата, позитивната страна да бидат сите насмејани, значи јас сакам кога ќе пренесам енергијата и ќе бидат навистина сите насмејани, ќе си тече се најнормално. Не сакам кога гледам дека во публиката има некои несреќни лица, мислам несреќни. Главном сите што искочиле среќни, ама несреќни бидејќи така не се смеат, па се намуртени. И тогаш јас со тоа, па најверојатно, да. И тогаш јас буквално викам насмејте се луѓе. Значи сакам да се сите насмејани, сакам да е се насмејано, да пука од енергија, да биде весело, да биде за мене искрено неуспех ако јас дозволам да не се насмејани. И така едноставно мора да биде се тоа да. Јас нешто ве слушнав сега пред снимањето си разговаравте меѓусебно дека Срđan многу добро знал да отпее некоја песна од Бајага, па тука Жарко ми каже па ја можам да пеам, Андријана ми каже па јас можам да пеам, значи сите може да испеете, да отпеете една песна. Тишина, мислам дека ја зборувавте, не сум баш сигурна за насловот на песната, ама како би звучало тоа? Само морамо да се послужиме мало со текстом. Ајде. А после ако може една опера, ако не е проблем. Опера дефинитивно, тоа е тоа. Креćemo прво од Бајаги па до оперет. Да. Кратак е пут. Ајде да видиме. Значи да Креće имаме мрак се она. скупи у кап. Океј. Ја го знам. Ти Ја ќе да кренем, па ви пратите. Нека се договорат прво. Да, не, мислам као су планови, знаеш, како ќе Ами може што да знам идемо. текст. Да, можемо. ова е многу битно, така да пази сад како се представиш. Да, ово е сад. Може Улазимо ове други воде, да. Може да запловиш сега во музички води, така да. Добро, onda Стар се вика и емисијата, Само звезди. сконцентрирано. Јас сум устари због песме и дошол, не због стендапа, али Пропратно ово за провалила стендап. сада, па због кога. Се време као очу чекам ту песму Ајде, да се да покаже. пеам, да пеам. То. Ајме идемо со троје па ćemo želati. Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazim u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Браво, Жарко, пушти Ne глас. ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova. Што? Sirala tišina. А ја више волим революцион. Па секоја чест. И ама Жарко добро пее. Па актери како мора да пеат?
Јас со лопење 10-ка сум имал. Глумац мора да знае да пее. Стварно? Главно се Ајде да глумци те пеат. слушам Да. сега. Која? Сега да те слушнам до ре ми фа сол ла си до. Ми фа сол ла си до. Е битно е фати. Да. Па види, овие професии се така сплотени да, пример, ако си пеач, мора да си глумец и танчер. Ако си танчер, мора да си глумец, па и пеач. Јас сум имал и сценски танци сме имале, значи така и да. балет сме имале на факултет. Сите добро, работи сега, се балет. тесно поврзани, добро го кажа. Јас чим си на сцени. Јас сум дошол до сцене преку музики, јас сум свирao бубњеви и бас гитару доста дуго и Навистина? onda. Па да, и onda е тако дошло до стендап. Ете, гледаш, те провали, Андријанче. Дека има нека Уште музички. одма. Да. Мислам дека се насмеавме, направивме разговори убави, се распеавме, сега да наздравиме со чаша убаво вино. Дали може? Наравно. Ајде, живели? Ние тоа Живели. чекавме. Да? Зашто не ми кажавте порано? Јас ке наздравев порано. Па да, требаше Тука на би сакала почеток. секако да ги поздравиме и нашите пријатели од Вардарска долина Шато Ризов, кои што го имаат најубавото вино, а сега ќе оставам на нашите гости да го кажат тоа дали е така. Фантастично. Лепо. Ледуваат подарочиња токму од нив. Повели ќе почнеме од Срđan. Сен, hoćeš да проследим ја до Жарка, да не мораш да се... Може и Ајде, така, да ајде ја ќе мислам, направиме едно така. сега. Повели вака да То, продолжиме. ланчано. Супер. Воли. Да. Видиш, веќе сам се убацио емисија, ти Благодарам, кажа да сам дошол така од е, посла, така. нема тошно. Значи ќе треба да дадем и хонорар. Вака Нека, така нека, 3-4 пати веќе ми го спомена тоа хонорар. На крај, хонорар. на На крај ќе искачање. се платиш, тоа е тоа. Сега би сакала да го поздравам и нашиот генерален спонзор на нашата емисија Старса, тоа е Државна лотарија на Македонија, која порачува на сите вас да играте игри на среќа, затоа што само тој што не игра, само тој не добива. Затоа, доколку не сте ги уплатиле вашите 7 срекни лото броеви, мислам дека сега е правото време да го направите тоа. Секако да ве потсетам да изгребите некој од нивните инстант лозови и да се регистрирате на нивната платформа www.megawin.mk. Државна лотарија им припреми и на нашите гости. Повторно ќе одиме ланчано. Да, исто. Им припреми подароци кои што може да ги израдуваат на вистина сега вака. Таму имате гребки. Јас ќе ве замолам да си ги изгребете дома и доколку ви се падне нешто, не ми кажувајте, затоа што ќе ми биде криво. Јас сакам да кажам само накратко дека ете сите гледачи кои што ја гледаат оваа емисија и вие доколку сте ја погледнале до сега нашата емисија, знаете дека следува најинтересниот дел, односно следуваат нашите девојки со нашите прекрасни рубрики во кои што на вистина ќе се насмееме. Може. Ќе започнеме првично од Ангела со нејзината жешка енигма, но претходно сакам да го пуштиме спектаклот кој го направи балканската дива Јелена Карлеуша, значи направи фантастичен концерт, што се случуваше таму, гледаме сега во продолжение, а после тоа веднаш продолжуваме со жешка енигма. Останете со нас. Здраво, драги гледачи, здраво Македонијо! Како што најавивме во првата епизода од втората сезона на емисијата Старс, 19 октомври се наоѓаме во Јане Сандански арената на најголемиот спектакл, концертот на Јелена Карлеуша. И како што кажав, се наоѓаме позади бината, со нас се ДНК кои што настапуваа пред Јелена Карлеуша. Ми кажа дека нивниот менеджмент на Карлеуша дека не прифатил, дека требало некој, вајда пратиле неколку бенда од Македонија и они се одлучиле за нас. Ние дојдовме, си го изработевме, мислам, нашето, како што сегојаш знаеме. Се надевам дека се задоволни публиката и загревањето како што треба, така да понатаму оставаме на неа да си го финишира тоа што за кои се луѓето дојдени. Па што да кажам, баш ни е мило што целава публика вака изреагира. Дури во некои моменти се почувствувавме дека као ние да правиме концерт. Толку ни беше добро и мило на душа, така да фала им на сите што се дојдени.
Драги наши гледачи, се наоѓаме на првиот пресек од концертот на Елена Карлеуша. Тука сме да ја доловиме атмосферата, па би сакала да ги прашам овие драги млади како се забавуваат до сега. Атмосферата е супер. Искрено преако, ништо не очекувано, мислам секогаш е извонредно кога се појави на сцена, така се најдобро. Едногласно! Браво! Супер, се е супер. Мене гласот малце ми е фатен, али за Карлеуша мора да се дое. Така е, од каде ги набави научарите? Од Дубај. Инспириран од? Предобро е, се забавувам премногу и тоа што го очекував, тоа и го добив. Очекувам да продолжи вака, супер е, предобра атмосфера, предобра е Елена. Многу убаво, супер е концертот. Искам да ти кажам дека преубаво за прв пат сум на концерт на Елена Карлеуша и сите пофалби, мислам дека до сега, барем има мала пауза, прави неверојатно шоу. Како и секогаш е посебна, секогаш ги прати трендовите и магична е, буквално, she's a star. Тоа ги кажа. Carly bitch, Carly cock, Carly bitch. Carly bitch, Carly cock, Carly bitch. Carly bitch, Carly šta, Carly bitch. Carly bitch, Carly šta, Carly bitch. Драги мои, тука се одјавуваме, целата екипа на Старс стои позади вас за наредни концерти. Имавме еден огромен спектакл, неколку часовен, прекрасни костимографии, прекрасна кореографија, прекрасна сценографија, онаква каква што одамна не сме виделе. Да ја следиме Елена на цела нејзина турнеја и да се гледаме повторно со екипата на Старс. Ви благодариме за вниманието. И да ве потсетам уште еднаш да кликнете лайк и сабскрајб на сите вас кои што ви се допадна сето ова. Здраво, драги гледачи, од оваа страна на студиото повторно јас, Ангела, во рубриката Жешка енигма. Нашите гости се веќе на нозе, тука имаме некои тиквички кои што ги преварија денеска, нема да играме ништо поврзано со Хелоуин. Супер. Јас не се сомневам во вашите способности, денеска им подготвив една малце необична игра. Сакам следно. Секако ни е пултот тука. Се плаши. Андријанче, не е за плашење, малце да ве размрдам, малце да ве видиме и во цело издание. Значи, драги гледачи, следно. Во бар, Андријана дотерана, згодна, убава како што ја дал Господ. Добро. После настап, имала многу настапи периодот и останала малце без глас. Седи сама, чисто да резумира за настапот кој што се случил. Седи, значи, на барот Андријана, едва изборува без глас од премногу настапи. Жарко е нејзин тајн обожавател. Долгогодишен. Жарко сака да ја приде и да ја даде комплименти за нејзиното пеење, но од трема не може да изговори ни да сврзи две реченици. Дополнително има говорна мана, односно пелтеч или народно кажано дтка. Диалогот е меѓу нив двајца, оставам на нив и на нивната имагинација, а Срđan ќе се повлече за секунда со мене, затоа што Срđan ќе биде бившиот дечко на Андријана, кој што е згоден, висок, со тетоважи, супер дечко, строен, што би рекле старите, но има многу нежен глас. Од тука оставам на нивната имагинација да видам во која насока ќе оди играта, а јас малце ќе се повлечам со Срđan додека е нивниот диалог на почеток. Каде е сцената? Што? Ја... Немој да ми збори, бе. Ја не знам. Ја сум само да... Значи, немој да ми збори. Мислам да... Изгубив глас, пете на пе, поред, не можам Ме тако глас, го зборувате. Од кино дежула право. Мислам... Слушај се. Јас сум ви најголем фан. Човече, не Јас можам сум најголем што фан, Господ. глас не ми се верува. А што не бевте барем? Кај ми е, трепте со грло. Господице, може ли да дадам автограм? Автограм. Автограм, ако може. Каде? Ако може, мислам, звездите на Грант. Немам кај да ти дам автограм.
може на рака. Зашто? Па, Дај ми пенкало, бе. Пенкало, чекај, пенкало. Немам пенкало. Пенкало. Еве, Пенкало. да се потрема. Sa njim si me zamenila. Zbog njega. Zbog njega sam ja ostavio. Zbog ovog. Šta ti piše broj telefona? Bio je, bre, ono... Broj telefona. Znam ja to tako, svi oni hoće, ono. Ajde, pali. Pa kakav si bre ti, brate? Ajde, pali. Samo ga malo probij. Malo ga probij. Ajde, nemoj da pravimo problem. Ko si bre? Затоа што беа извонредни глумци, значи сите тројца, јас им приготвив едни подароци. Тука со нас е денеска Азелија. Андријанче, прво ти. Знам дека си фанатик Еден за поздрав до Алишта. Азелеја, јас ги обожавам инаку. Ете така, повели 2000 денари вредносен ваучер, повели жари за Благодариме. тебе. Имаме исто така доколку се одлучат да прават тетоважи во Индиго Сакаме Тату Да. студио, повели вредносен ваучер од 100 евра. Повелете? Hvala. Повели жари и за тебе. Благодариме. Јас одам уште утре. Do kada ovo može da se iskoristi? Оу, Индиго. Неограничено, кога сакате. Znači, Prva kada dođe na tetovaž. sljedeću turneju, onda, Сакаме и onda да правиме crtanje. тетоважи, ама и да ни вадиме веќе постоечка тетоважи. На Затоа лице место ќе дискутирате и сигурно сум дека сите услуги ќе ви ги понудат. Hvala. Ви благодарам многу, драги гледачи, што ја следевте и денеска рубриката Жешка енигма. Се гледаме наредна среда. Откако убаво се вжештивме со рубриката на Ангела Жешка енигма, секако време е да запловиме во длабокото со М. Но претходно сакам да ги поздравам и девојките кои што стојат позади профилот на Тен Лукско. Тоа значи дека ако немате природно темен тен, може да посетите нивната страница за чисто да имате добар бронзен тен и во зимскиот период. А сега би сакала да ја поканам Ем, да запловите длабоко. Ајде! Just boys spend money, money, Браво! ајде. Може да продолжи. Драги мои, повторно е моето време, повторно е времето за рубриката Во длабокото со М. Најпрво да ве поздравам и да ве прашам Благодариме. дали сте спремни да пливате во длабокото? Да. Може. Жарко? Спремни. Ко запета пушка. Срđan? Jeste. Адријана? Vreman, bravo. Чекаме. Ко запета пушка. Сега накратко да ги објаснам на правилата на игра. Ви поставувам по две прашања и да ви давам по две изговори. Може? По две изговори, на вие мора да вие да изберете Jedna. од една одговорите и кажете зошто. Okay. Ако немам одговори, ќе имам изговори. Така да може се рачуна. Добро, ако сме спремни, сите може да започнеме. Би започнала со Андријана, зашто ние единствена дама помеѓу нашите гости. Може? Добро. Што би направила попрво? Дали попрво ви ставиле голи слики на Инстаграм или би се пријавиле со задруга? Голи слики на Инстаграм. Да, голи слики на Инстаграм. Или би се пријавила Јас- во задруга? Задруга. Знам дека не може голи слики да се стават на Инстаграм. Евентуално. Kako znaš? Кој пробо? Тоа е правило номер 1 на Инстаграм, дека не можеш да објавуваш такви фотографии. Па по тие две нормално дека ајде задруга. Мада и тоа не би. Задруга, Емче, задруга. Ќе Задруга. оди во задруга, да. Андријанче ќе ја пуштиме следна сезона. Ќе Не одиш сега. на задруга. Па од понудените две бирам да. Добро, одлично се снајде во одговорите Андријана. Сега да видиме како ќе се снајде Срđan. Срđan, да. Odlično. Dobro.
нашиот гости кои доаѓа од соседството. Што би направил попрво? Да лежиш во кревет полн со црви или да лежиш на кревет полн со лебарки? Гол. А што се лебарки? Ај, мора да изберем нешто од таа два. По подjedнako je odvratno jedno i drugo. Tako da ako mora da izabерем jedno, ajde. Ali oj, ne znam šta bi. Ne znam šta bi pre izabrao. Sa pacovi. Ne bi, ovo drugo, ajde. Ali zato što jedno i drugo je baš odvratno, pa idemo od drugo. Nisu crvi, nisu lebarki. Pa, kao kad moraš nešto da izabereš. Smrdi bubi. Da. Nešto treće. Pa to. Da, nema, ne bude to drugo. Ajde, второ прашање. Што би направил попрво? Да одиш во тоалет и сфатиш дека нема патија? Или да одиш во тоалет и сфатиш дека нема вода? Pa mislim da bi mi... Da, mislim da bi mi bilo lakše da nema vode. Pa da, bar kao imaš papir, pa nešto kao, znaš, možda se snađeš. Voda? Pa da, ne znam, ali ne, zadnje bude da, eto, nek bude moj odgovor da nema vode. Ajde, eto tako. Некако се разбираме одвај, а и сега продолжуваме со нашиот Жарко. Така. Жарко, затоа што знаеш многу добро да имитираш. Да. Те молам, имитираме. Имитираме. Па добро, тоа е лесно да се направи. Како зборувам, имитираме. Како добро зборуваш, Да. така, мислам дека тоа исто како ја кога зборувам, кога ќе се префрлам од кумановски на македонски, па така звучи малку афричко-македонски. И јас исто така некогаш. Ама се подесувам во текот на емисијата и тера тоа. А сега следуваат и прашањата за тебе. Што би направил попрво? Да секогаш да одиш со морки чорапи или за секогаш да одиш со искинати патики? Па што знам. Со искинати, ма како, ја мокро знаеш кој ќе влезеш во бања, знаеш, па малку ти ана капка ќе ти падне, па ја осеќаш, знаеш, ти смета и менуваш чорапа, така да боле со искинати патики. Еве ова. Боле со искинати патики нека биде. Да, добро. Второ прашање, што би направил попрво? Би проголтал храна која друг ја исчвакал или би ја прочвакал храната ти би ја сервирал на семејството? Па нека јаде друг што. Тоа има ја. Али тоа таинствено да биде направено, дај таму. Така ли? Ако добро разбрав, мислам дека е тоа. Снајди се па живи, знаеш како е. Да, знам. Тоа ми е метода. За денеска готово. Браво. Хвала ти. И па ви благодарам многу и сега Ивана може да продолжи. Ќе продолжам. Продолжи. Сега, откако ја завршивме оваа прекрасна рубрика, јас би сакала да ве прашам вас како ви се допадна сето ова. Дали запловивме баш длабоко? Се удавивме. Андријанче ни ја побара водата. Гледаш дека не мора да има вода за да можеш да се удавиш. Овие такви тактички прашања кои што немаш одговор, сами доведуваат во некои такви чудни ситуации, ама драго ми е што се расположи. Благодарам, Иванче, секогаш ме расположуваш. Сега тука имаме пак подароци, затоа што одлично одговоривте на рубриката, ги кажавте сите позитивни работи. Ангела има нешто да ви даде, а тоа се подароци од нашиот пријател Аджико Home Center, каде што може да најдете буквално се за вашиот дом или градина.
Јас првично сакав да ви подарам нешто друго, да бидете малку домакини. Видов дека има нешто за ајвар, машинка за мелење, ама сепак реков, ајде, не мора да бидат домакини, нека бидат убави. Помина сезоната веќе за ајвара. Прошло е Па не знам, уште се продаваат такви работи, баш вчера ги видов, ама еве сега имаме за нашата дама е тоа, точно. Ајде, за да не биде ланчено сега, јас ќе почнем од оваа страна, повелете. Океј, фала. Андријанче повели. Жарко, јас ќе дојдам од оваа страна. Повели и за тебе. Ти се допаѓа? Как? Не мораш да го видиш, само дали ти се допаѓа. Да, прекрасно е. Одлично. Сјајно. Леле, знаеш дека ми требаше вакво нешто. Навистина? Многу поклони, многу дарежлива емисија. Дарежлива, јас си кажав. Ја вака за роден ден не добивам толку поклони. Доаѓај си почесто кај нас, ке си добиваш цело време поклони така да за цел месец си опремен, ниđe не се секираш. После одличните рубрики време мислам да се вратиме на прашањето, односно да се вратиме на она за кое што сме денес дојдени сите овде. Ќе започнам повторно од Андријана. Андријана пред известно време ја промовираше својата нова песна Мање, која што Ема ни ја запеа уште на самиот почеток. Не. Многу интересен ритам. Како си задоволна од досегашниот, како поминува од досегашниот успех? Па еве, веќе 7 дена има песната како е излезена во соработка со Гранд Продукција. Сега за сега супер одлично. Да се надеваме дека ќе биде хит. Па секако, зошто да не? Тоа баш има интересно. Јас песка им ја пуштив тука и на дечките. Ајде да те слушнам во живо како тоа звучи. Може ли, еве, може да имаме и кореографија? Да, ајде. Срце ми не мируе, када ме додируе, думле, дај, али му не веруе, јер зна да претеруе, думле, дај. Ајде да зажмуримо и да кажеш зошто не можеш и не сакаш никогаш да платиш? Не можам да платам. Па така имаш кажано, не можеш да платиш Не сакам и да не платам. сакаш да платиш. Да, па тоа ми е представа мене Представа, целовечерна. да, бе, јас знам некаде го прочитав, реков зошто да не сака да плаќа. Тоа ми е во театар представа, комедија, да. Па не плаќаме таму ништо, знаеш. Представата зимаме таму, такво време, кризно и мислам тоа е темата на представата и како една група на луѓе таму граѓани во Италија, значи пречкосуваат цели маркети и на крај доаѓа полиција и ги собира сите тие работи. Небитно, таму играм 5 улоги, значи два џандари плюс, не знам, човек во погребално предпријатие, па потоа, не знам, дедо еден стар, значи ја не знам кога ќе играме пак, сега ни е малку замрзната представата, ама ги поканувам гледачите можат да дојдат да го видат тоа. Добра комедија. Знам дека точно на премиерата, тоа беше некој, не можам да сетам точно кој датум, ама знам дека те побарав тогаш да ни бидеш гостин и ми каже Ивана, се спремам за премиера, вечерва е. Од тогаш ја знам, значи насловот не ми е поставен во прашањето како да не знам што станува збор, него сакав малку да се насмееме. А сакаш ли да троши пари воедно, веќе кога стана Кога збор ги за има, тоа? како не. Кога Тогаш ги има? сакам да платам. Знаеш како сакам да платам? Ма кога ги има. Вистина ли е дека има многу будали околу тебе, па затоа им припремаш нешто ново, нешто специјално? Да, тоа е нов перформанс од сат и кусур, кој што ќе се дава сега за брзо време. Ама тоа ќе биде изиграно од еден таксист кој што сака да се започне да се занимава со стендап комедија. И ја тоа ќе го на некој начин изменаџирам тој човек да блесне вајда тука на оваа наша естрада. Фактички ти сакаш таксистот ги вози сите луѓе и уствари какви се будали постојат, тоа сакаш да го кажеш? Да, тоа он ќе си го каже целото тоа што го има смислено. Јас само ќе го менаџирам тоа и така ќе видиме како ќе излезе тој перформанс. Добро. Падре комеди. Ова некој ти го има кажано како мал или самото си има доедено со тек на време со она како си како татко на комедијата? Не. Тоа е настало још давно, дај надимак. Затоа што увек сам био нешто најстарiji у том неком друштву. Кад се неки ствари кад се дешавале и онда е дошло то. И онда едноставно тако ме зову људи, и онда е остало тоа као неки надимак. Така. И онако нека разлика да може да се препозна. Кај нас се користи пример тоа за татко, пример која ќе се оди некаде на слава, вика еве тате да се допие и си одиме дома.
Ама не е падре она комеди. Женските очекувања се права наука. Она што го спомна уште претходно. Жени, сите овде што сме, ке сложиме ли дека сме права наука, толку ли е тешко да се комуницира со нас, да се функционира со нас? Па толку ли сме комплицирани? Некада јесте. Знаеш каде е најтеже? Кад ништо не кажете. Кад многу причате, ништо не кажете, тад е најгоре. Замисли Андријана, цело време молчи сега, значи... Тад е најгоре. Али иначе можемо да се снаđemo, nije to toliko strašno, samo što mi od toga malo napravimo da je još strašnije, pa vi onda od onog sitnog napravite da je bio ogroman problem i onda to krene da se, kao ona grudva od snega, u snegu, znaš, pa onda nastane ceo sneško i sve ostalo, pa se to reši, ali dobro je dok postoji to nešto da možemo malo da, znaš, nije ni dobro kad je uvek ravna linija, onda nije zanimljivo. Добро, како и да е, вие сепак не можете без нас на крајот од денот. Тоа... Па, да не буде да само ми не можемо без вас. Види ви како, без нас можете. Ама гледаш како, си кјути, наеднаш ке си каже, 2 збора толку. Крај, може да завршиме емисијата. То. Дека се посложени, тоа е факт. Жените, да. Како... Уште од време на Библија тоа било така, знаеш. Дека жената е направена од ребро на Адам. Значи, ова е направена фактички од резервни делови. Тука отидовме веќе во праисторија. Не иди у том смеру. Добро, вака. Што си глумео. Заборев. Шалим се. Значи, затоа она нервозна, па, знаеш, ја боли глава, па оно, све. Андријанче, ти се сложуваш? Ради тоа дека од реброто уствари почнало се, одам. Значи ти веруваш во таа? Добро, ја... Ајде да прашаме Андријана дали е комплицирана како личност, како жена, дали мисли дека е тешко еден маж да комуницира со неа, нели да има нормална Па зависи. врска? Види, врската се очинуваат мажот и жената како плюс и минус, така да или е мажот тој што е галамџијата, жената е потевка и во главном така треба да биде, или пак жената е гласна, а мажот е тивок. Така да... Кратко и јасно, ти што си, галамџијата или тивкиот? Па... Искрено не сум тивката, така да не сум ни галамџика, ама нешто измеѓу. Па не можеш да бидеш тивка, ти си пеачка, ти пееш убаво, го забавуваш целиот народ, така да нормално е да така бидеш е, но... гласна, имаш прекрасен глас. А во моментов правам доста македонски музички проекти, така да наскоро ќе го слушнете тоа. Јас мислам дека повторно некако го надминуваме времето. Сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за тоа што ја прифативте поканата да бидете нашите денешни гости. Ви благодарам што ни испочитувавте, дојдовте, си поминавме едно прекрасно попладне, барем јас така мислам дека си поминавме едно прекрасно попладне. Ви посакувам на сите да останете здрави, живи, среќни, насмеани, да продолжите да чекорите на патот по успехот, затоа што сите сте некако тргнати во нагорна линија и да се гледаме само во убави прилики. Благодарим. И јас морам да додадам само дека ми е многу драго што имаш едно вакво шоу и што на македонскиот народ му треба вакво нешто. И ти посакувам уште многу успеси, секогаш си тука да не бодриш, да не поддржуваш, така да Иванче ти благодариме. Благодарам на убавите зборови, гледаш како ме разнежни. Само немој сега да запфчеш, што може. Не, готово. Солзите ми тргна уште пред некое време, да, ама тоа се радосници. Драга наша публико, се што сакам да кажам е да си останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа, ние се гледаме следна среда. Довидување. И да ве потсетам уште еднаш да кликнете лайк и сабскрајб на сите вас кои што ви се допадна сето ова. Али урап, оно, знаеш, као, јас сам сад. Дошао у Старс, да радемо, да реп. А у реп па зову. Јас сум Срđan Слепчевик, дојдов во Старс, да гостувам кај некоја Ивана. Ета. Да. Комарец. Имам ува, не е комарец. Па таму увет кад смо дошли. Да, она е тут, се време ту учествува. Прошла емисија била, вика. Одомачила се тоа. Има е африканка, воедно. Никад не би рекao. Не делуе така. Која што зборува македонски. Аха. Многу ми е драго.
Зашто ти е многу драго, Емче?